Од најновите информации од земјата и светот на една позната и малку болна тема. Денес, како прв гостин во студиото на Добро утро секое утро на Алфа телевизија, разговараме со господин Илија Јовановиќ, кој е хуманист и поранешен штитеник. А со него Суза ќе поразговара на тема дали децата питачи може да се ги пронедат своите биолошки родители. Добро утро. Добро утро. Од питачењето до биолошките родители на многу теми, посебно за децата кои што се експлоатирани, за децата кои што се на улиците и децата на кои им се прекршени сите човекови права. Илија, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата, поздрав до цела екипа, до сите слушатели. Каде Илија, таму ја ТВ Алфа телевизија, во мојата хуманост, во мојата поддршка за да ги спасиме сите деца од улица, местото не име на улица, него во институциите. Секоја чест за посветеноста, за амбицијата, за љубовта и за желбата да го правиш убав овој свет. Да. Јас се на моето место си дојдов. Дали би сакал Илија нешто да ве послужиме, да ни биде попријатно, имаме кафе и чај? Ајде едно чајче. Утринското кафе веќе го испивме, да бидеме подготвени за... Јас ги чекав гостите за заедно во друштво, додека разговараме, ни биде попријатно. Благодарам, Оле. Еве вака во интерес на времето да почнеме од се по нешто. Овде има материјали, овде има статистики, анализи, предлози, барања и што ли уште некое Илија посветено го работи сите овие години. Ајде околу питачењето да ја отвориме прво оваа болна и тажна тема секојдневно по скопските улици, не само по скопските, колку што видов во твоите анализи, дебаре пред Скопје во поброј на питачи, така нели? Така. Се променија ли нештата? Градим иднина, да, има огромни промени, благодарение на медиумите, главните уредниците, новинарите, сите екипи од снимателите, поддржувачите, стварно имаше огромни резултати. Видете, Сузана, 3.12.2021 започна овој проект. Со визија, со план, со концепт, со идеи, со предлози, сугестии и одговорност према државата. Градим иднина го започна 21. Најтежок беше периодот 21, 22, 23. Од 22 кон 23 ние ги разбудивме за една година институциите, министрите, градоначалниците, каде што нема слух и јабер за децата од улица, питачењето. Градим идни на Скопје и јас ова го истражував преку 40 години во молк. Молк беше оваа проблематика. И се уште, но ги разбудив и им ги исчистив ушите да слушат повеќето дека треба овој секојдневен проблем како вчерашниот настан кој се случи на нечија одговорност и треба да одговараат. Ние сме тие механизми, алатки и сервис на граѓаните да ги подобруваме условите, да ги будеме институциите дека треба совесно и одговорно да ја работат својата службена позиција. Градим идни на Скопје 2022-2023 кажав дека го разбудивме Министерството за внатрешни работи, сите 88 полициски станици, сите градоначалници, сите општини, собранието, политичките партии, пратениците, социјалните служби, со сите министри во изминатите мои 35 години јас ги поминав на маса. И само те тапкат по рамо. Јас не дозволувам никој да ме тапка по рамо. Ова јас го работам со љубов и со благослов. Ова мене ми е дадено од Господ. Едно ти е земено, друго ти е дадено. Јас сум патека и полза како треба сите да работат. И секогаш се навраќам, ќе се навратиме на темата, само да им кажам на граѓаните и на политичарите, каде бевте до вчера, каде сте сега, подсетете се на тоа ниво, каде бевте и со кои опинци бевте на ниви и по бавчи. И држете се на тоа ниво, затоа што треба да имате образ. Јас кажав дека сите грешиме во овој свет и во овој живот, но грешката те поправа во животот и продолжуваш. Ние секојдневно питачи имаме во Република Македонија, 20.000 деца ни се секојдневно по улиците, на семафорите, по улиците, по кафичите, кафичи, ресторани, пицерии, молови, трговски центри, банки, пред маркети, пред аптеки, дури глумат. Глумци имаме ние. Ајде викам нека се запишат на театар, нека глумат баро тамо парче лепке вадат. Ама тие не се сами таму донесени, нив некој ги носи, така, не? Имат организирана шема, направена шема имат голема мафија, полицијата, судството, јавното обвинителство, каде што кажавме дека јавното обвинителство, претходниот не да го фалам, значи
им висев на глава претходниот скопско јавно обвинителство Гаврил, многу ме подржа во овој проект да ги разбудиме сите јавни обвинители и целото јавно обвинителство на ниво на Република Македонија и републичкото го разбудивме да реагират на ова, за да им се поднесат кривични пријави, истрака да се направи, кои се што се, да се против нив мерки да се направат. Добре, покрај тоа и Министерството го разбудивме за внатрешни работи, ЦСР Скопје и сите релевантни институции. Јас кажав дека во ова на мафијата, на организаторите и учесниците, јас не им се плашам. Таа риба јас ќе ја згазам до крај и имам план како тоа све да го уништам. Кога полицијата, судството, специјалните единици ќе застанат позади овој проект и треба да застанат. Тоа е нивна службена обврска да не се случи дете на улица да биде. Имаме 2000 питачи секојдневно во градот Скопје, на Камени мост, плоштад Македонија. Најстрогиот центар ние ги имаме од 200 до 300 питачи секојдневно во 3 смени. Првата смена им започнува, како што кажавме, од 9 до 15. Втората им започнува смена за питачење со истите групи, со ротирање на шефовите на ова све што го истражував, што го евидентирав и запишував. Од 15 до 20 да им завршува втората смена, а третата започнува од 22 до 3 часот наутро. Ги има насекаде. И самите граѓани ова си го направија да го имат овој деценијски проблем. Да, на што се изложени овие деца кои што, како што кажуваш, работат во 3 смени за некого? Видете, они се, прво, како што кажуват истражувањата, анализите, моите темелни истражувања кажува дека се заведени малолетните девојчиња ги нудат за сексуални услуги од 1000 до 5000 денара и телото си го продават за еден мобилен телефон. Каде што ја апелирам и до сите родители, запрашајте се од каде вашето дете има мобилен телефон и од каде има пари, плюс и зошто тоа дете е во таква ситуација. Друга работа, изнемување на станови, биолошки родители, посредници, организатори, мафии изнајмувале станови во, да речеме, Струга изнајмувале, Охрид изнајмувале, Битола, Штип изнајмувале. Најелитните градови, тамо каде што го има народот и посетеноста на странските туристи, самите организатори изнајмувале станови со деца кои се под мафијата во нивните канџи, изнајмуваат станови со тие пари кои питачат, ги плаќат режиските трошоци, башка се луксузират и децата ги користат за питачење и во други намени. Затоа што јас кажав дека на децата не име местото на улица, на децата име местото во службите и службите треба да го решаваат проблемот. Илија Повели, од оние твои истражувања видов дека Дебар е пред Скопје по број на деца кои питачат и деца кои се злоупотребени и деца на кои им се прекршени сите човекови права. Излегуваат ли службите на терен? Еве, велиш дека сте во постојана комуникација и со Министерството за внатрешни работи, со Центарот за социјални работи. Како ги менуваме тука нештата? Видете, градиме идни на Скопје, пред јавноста ќе кажа, ние вака се обраќаме во писмена форма, ги известуваме Министерството за внатрешни работи, маркираните локации, колку ги има, каде ги има, на возраст, све тоа со иницијали го ставаме, затоа што ги заштитуваме податоците на лицата и ова е во ЦСР Скопје. Значи, поднесуваме каде се маркираните. Видите, ние имаме одговор од полициските станици. Мене одговорот и писмената форма мене ништо не ми значи. Еве, јас ќе го запрашам Министерството за внатрешни работи и ЦСР Скопје, зошто само во писмена форма ги имаме овие, а за 4 месеци пак повторно ни се зголеми бројката на питачите во Македонија, во градот Скопје, каде што не треба да дозволиме градот Скопје да биде со питачи. Треба да ги решаваме проблемите и искрено да ви кажам, ја до ден денеска имам одлична соработка со социјала заменикот министер Ѓоко, што постојано, константно го бодрам да ги будат раководителите, службите дека треба на терен да работат и дека треба да се направат во 3 смени социјални служби и полицијата константно 24/7
да работи на овој проблем за да се реши и постепено да го решаваме тргнеме отстранувањето децата од улица. Но ние ќе бараме како градиме идни на Скопје од Министерството за внатрешни работи, од Панче министерот, ќе бараме да воведат сменски смени и во сабота и во недела да има инспектори за малолетни деца и злоупотреба врз нивното здравје и трговијата, криумчарењето, бидејќи полициските службеници сабота и недела немаме полициски инспектори за малолетни деца. Тоа е пропус исто на Министерството, дека службите треба да работат и за време и на саботите и неделите. Особено во викендите треба да ги има и појачано дури. Јас кажав дека овие дописи мене многу не ми значат од полициските станици. Ако на терен не е работата како што треба, да. Сузана, ние имаме алатки, имаме механизми, имаме полициски институции. Кажав, полициски станици, инспектори за малолетни деца. Еве го, јас ќе го запрашам новиот началник на малолетни деца и трговија, криумчарење, зошто се криете, зошто не ми одговарате на повиците, на пораките, да оствариме еден работен состанок. Се прашувам зошто. И зошто ова на министерот Панче му се случува да неговите околу него не ја вршат службената положба. Затоа што со нивното неработење, неизлегувањето на теренот, нас, Сузана, питачењето за 4 години ни се намали од, да речеме, во градот Скопје, беше бројката од започна питачењето од 90 лица се зголеми на 300. Градиме идни на Скопје со медиумите, со сите кои не поддржа и со сите вклучени институции, бројката падна на 150, 170, зборуваме само за Скопје. Застана сега полицијата и полициските службеници да не излегуваат на терен и со ЦСР Скопје и сите служби, бројката повторно ни се зголеми за 4 месеци. Ние ја следиме, анкетите кажуваат, порталите, медиумите, граѓаните, поплаките од ова. Но што тоа ако нема резултати? Ајде да добиеме во време малку да проговориме за биолошките родители. Многу од овие деца имаат родители, но многу од нив и немаат родители, како што е голем број на деца сега во статистики не би знаела. Колку е лесно или едноставно да се дојде до својот биолошки родител? Видете, Република Македонија е должна да ги отвори книгите, Пандорината кутија, членот 123а, јас ќе го искоренам и ќе го рестартирам се додека сум жив и до крајот на мојот живот со бастунче ќе се борам, допред да отидам на тој свет, тој член ја мора да го рестартирам. Затоа што и мене ме боли, јас сум родител на татко на 3 деца. Како моето семејство е загрижено, така и сите сме загрижени. Детето со променет идентитет не треба да биде. Ова книга ја ќе ја рестартирам и нова книга спремам, како ние реалниот живот го живееме. Јас апелирам до сите посвоители, кажете им ја вистината на децата кои се посвоени од домовите. Вистината треба да ја знаат затоа што ова стручните лица кажуваат дека треба во 6-та или 7-та наполнета нивна година да ја знаат вистината. Дека таа е најдобра возраст за едно дете да ги дознае да, нештата какви да не ги уништувате медицинските документи. Целиот историјат да не го уништувате. Кажете им ја вистината, бидете подготвени, имате стручни лица од психолози, социолози и така натека. Медицински, здравствени лица за да не дојде до удар и шок на детето. Втора работа. Ги замолувам посвоителите да не нудите мито и корупција во Комисијата за посвојување на социјала. Ова е реалната слика што во тајна се држи дека тие барат и нудат. Јас барам и полицијата да поднесе кривични пријави и кривично да одговарат самите посвоители кои прават пазар и трговија со нашата судбина. Крвта не е вода, треба да ја знаеме вистината. 90.000 Сузана ние се бараме едни покрај други, ги пратам сите социјални мрежи на од 5 до 7 групи кои се барат дека се посвоени и така натака. Една приказка ќе раскажам. Колку приказки успешно завршуваат од овие 90.000? Многу, за жал, малку погрешно завршуваат. Погрешно. Идат во Германија, идат во Соединетите Американски држави, Швајцарија, поразвиените за да ја дознат преку ДНК вистината и за жал тоа пропаѓа се во вода. Затоа труди социјала, ЦСР Скопје, цела Македонија, сите механизми, Државниот архив, дајте, отворете ги, имаме ние право да ги знаеме кои се нашите биолошки родители. Ова кажете го од Страсбург, им кажа на Македонија за човекови права дека ние треба да знаеме кои се нашите права. Тоа им е кажано од Страсбург, нема потреба понатака да идеме по судови, по молења, по
дајте ова да се направи тоа. Македонија треба да ја отвори Пандорината кутија, да знаеме и да имаме право кои се нашите биолошки родители. Во Република Србија секој граѓанин во својата наполнета 18 година ги отвара тефтерите, имат право да го знаат кои се нивните биолошки родители и кој е нивниот корен. Дури на 18-та наполнета? Дури на 18-та. И тоа не го оправдувам. И тоа не е решението. Ние треба да го имаме 24/7 кој е нашиот идентитет и корен. И друга работа ќе кажам дека апелирам до сите посвоители, до комисијата, барам, јавно барам, идентитетот да не се менјава целосниот на детето. Ниту година, ниту месец, ниту на раѓање, ниту матичниот број. Дајте вашите, сменете си ги па да видите како ќе ве боли. Дајте крвта да ви ја сменеме па да видите како ќе ве боли. Јас кажав дека тоа нас не боли. Сузе, знаете зошто ова го дискутираме за идентитетот? Да не дозволиме браќа и сестри да стапат во брак. Што посем се случува? Еве тоа се случи на Република Македонија. Брат и сестра од градот Велес биле разделени при посвојување. Истражувањето што го кажува, ја многу длабоко размислувам и знам каде ногата ја ставам во кој трн и кажав дека од никого не се плашам. Овој молк нема да го молчам. И мора да ја дознае јавноста вистината што со нас се прави и каква трговија се прави. Нема да го дозволам. Брат и сестра ги разделуваат од биолошките при раѓање. По едно време ги дават на посвојување, разделени од нивниот корен, и втора работа едно време се запознаваат, стапуваат во љубовна врска. И потоа од врската станува стапување во брак. И по ДНК-та се открива дека тие се брат и сестра. Еве го шамарот на Република Македонија што се случи и што направи. Затоа го замолувам белиот мантил од здравството да не се меша во тие плетки, да не учествуваат многу истраги кои ги правев, анализи. Знаеме на 3 родители каде им се децата. Јас тоа што го имам, сакам да ги спојам посвоените со тие документите. Мислам дека Пандорината кутија... Имавте една таква успешна приказна во минатото, така? 3 да ви кажам, јас видете, јас само посредувам посвоителите, посвоените деца, биолошките и инстинктот од внатре кој ни работи, им помогнав да дојдат лично во влада, во кабинетите на премиерите, од други земји сум ги носел да стапат со лица, со присуство на адвокати, ги поврзувам контактите за понатака да продолжи истрагата за да завршат. За да ја завршат, затоа што ние знаеме на 3 семејства каде им се децата. И тоа страшни скандали. Не може на мајка близнаци која носела самиот гинеколог ја следел бременоста, тоа истражувањето мое го кажува со сите факти, со сите докази. Посем тоа тие брат и сестра беа издвоени, па препродавани, па самиот гинеколог учествува во продажбата и тоа е тоа. Град Милина ќе остави со... Многу поразително. Не треба да го дозволи, јас вистината ја кажувам, не зборувам од памет. Делата кажуваат истражувањата и самите животни истории на ова. Јас барам од Република Македонија, од сегашниот премиер, од сите релевантни институции, дајте го нашето право да си го знаеме од самото рано детство кои ни се биолошките родители, затоа што тоа е една болка и грудка во секое срце на дете кој расти у дом. И треба да се има работилници, едукации, деца да не се остават во домови. Службите, социјалните служби се должни да работат со биолошките семејства, оној настан кој што се случи, тоа е пропуст на целата држава, на сите механизми, оној тој не нивни заинтересираност, имаме механизми, зимат плата, нишат вратат. Не е тоа решението. Јас зошто ги кудам и ги бодрам дека треба секој да ја врши службената положба. Ке бевме и Швајцарија и Америка и така натака. Ке се надоврзам на ова дека... Само кратко, да го заокружиме разговорот во интерес на времето. Ове ли завршија вака, јас ќе кажам и барам од премиерот Христијан, од министерот за социјала и од Ѓоко, отворете ја Пандорината кутија да ги дознаеме кои се нашите биолошки родители. И апел ќе дадам до посвоителите, кажувате ја вистината во 6-та и 7-та година да знаат дека тие се посвоени, не ги кинете документите затоа што имаме ние стори сериозни. Имате право да си ги знаете. Ги имаме и сакаме да ги знаеме затоа што ова е болката на 90.000 кои се бараат и да видиме што се случувало. Се надевам и посредбата на новиот министер за здравство дека многу промени ќе ги направиме, да нема питачење во здравството, во институциите, да не ги ставаме во замка и белиот мантил да го тргнеме од процесот при
исчезнувањето на бебињата од нашите клиники, затоа што тоа го констатираат и потврдуваат истражувањето, што е жално. Ќе кажам дека правиле лажни документи од здравството го злоупотребувале печатот и исчезнувањето болна, тема тажна, но многу важна за да ја Апсолутно, и да. да ја повториме во блиска иднина, да видиме то каде сме, дали нешто покренавме. Да. Зашто конкретно? Па, еве, гледам дека многу силно се залагате како градиме иднина и верувам дека... Тоа со години. Да. Да, околу 35, додека мене ќе го има и градиме Секоја иднина чест и ова. Илија, Дај Боже, други Знаете ликови што, вака Сузана, да видете, ние живееме во еден стегнат обрач. До кога и зошто 35 години се прашувам? До кога ќе идеме секош на скршен асфалт? Се прашувам, а некој живее живот. Вака ќе кажам. Државата треба напред да иде. Јас да сум премиер, да сум министер за труд и социјала, 34/7 ќе работам, не 24 часа или 72 часа ќе светне ова. Јас ова го сакам со љубов, со благослов. Не го работам. Мојата кариера се виде. 2 куќи изградивме за сиромашни семејства. Граѓаните треба да ја дознаат вистината за биолошките родители, да имаме право, тоа ми е првата точка, деца да не видам на улица од питачење, затоа што ние имаме 20 до 25 илјади кои не се на школска клупа и не се под подкрив над глава. Многу жално. Илија, многу благодарам, ќе ти се заблагодарам што дојде ова утро и што повторно ќе дојдеш, сигурна сум дека ќе го продолжиме овај разговор, да видиме колку чекори сме отишле напред, а сигурна сум дека ќе има успееме. огромни резултати, сега ќе се надовратам на ова, ќе се вратам назад, има огромни промени, огромни резултати, само ги замолувам посвоителите, дајте да се собереме сите заедно еден голем протест пред владата, пред собрание, пред труд и социјала, да го искажеме нашиот гневен револт, кој немаме право да ги дознаеме нашите биолошки. Кога сите сме заедно сплотени, кога едни со други вака ќе се држеме, од нас ќе стане еден цврст темел и верувам дека ќе се постигне. Ги охрабрувам, дајте да се собереме, доста погрешно се трагаме по тие групи кои има и успех, најголем неуспех, но тука верувам дека ќе се пронајде. Ти благодарам многу. Задоволство беше да те слушам, иако сето ова и кај мене предизвика емоции, но верувам дека повторно ќе бидеш наш гостин. Оле, што е следно? Благодарам.